Здраво, ова е 73-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Грл на Лукас Донт, во кој станува збор за одлучната 15-годишна Лара, глумена од Виктор Полстер, која има претензии да стане успешна балерина. Покрај строгиот режим на танцовото училиште, незиното тело не сака да се покори на незините желби и аспирации со оглед на тоа што била родена како машко. Ова е филм за еден трансджендер лик, девојка родена во машко тело, која сака и физички да ја комплетира трансформацијата во жена. Пубертетот представува промена сама по себе, кај што децата го согледуваат светот на возрастните, па затоа овој филм директно допира до тропите препознатливи за coming of age поджанрот, кај што тинеџерката ја гледаме како се спротивставува на родителот, ја крие интимата од него, се соочува со откривање на сексуалната привлечност и во конфликте со соученичките кои се склони да изнудат омаловажување врз основа на некомплетираниот процес на преобразба. Меѓутоа, Виктор бара пребрза промена во Лара, што се коси со способноста на самото тело да се справи со предизвиците со кои се соочува, а не е од полза да и се соопшти на една тинејџерка да не се фиксира на изгледот, што не е некоја применлива сугестија која нема заводно да ја занемари. Виктор не се чувствува комплетно како Лара, доколку телото кое го гледа во огледало не е женско, но е доволно храбра да ја достигне саканата цел, согласувајќи се да подлегне на операцијата. Зошто? На тоа прашање нема да добиеме одговор во овој филм. Како што се интензивираат пробите за танцување на училиште и крвават стапалата, така постепено слабее телото и стресот од танцувањето го исцрпува и штети во засебниот процес на станување на девојка, ставајќи ја професионалната и приватната желба во судир, подкренувајќи ја неизбалансираната психа која му штети на развојот на самото тело под притисок. Балетот има дисциплина која бара трпение и напорна вежба за усовршување, што лесно може да се преозначи како метафора за иманентното чезнење на анксиозната девојка, која немањето време за чекање на преобразбата скапо ќе го плати. Лара ја има поддршката од таткото, со навика да упаѓа во незината соба, со разбирање за незината потреба без да ја осудува, освен кога ќе почне да се однесува како типична тинејџерка на разбеснети хормони. Во едно напредно општество прикажани се фамилија и пријатели кои имаат разбирање и го прифаќаат подвигот на Лара, иако незиниот помал брат има проблеми да воспостави пријателство во новиот град. Сугерирано е постоењето на навредливите гадости кои екзистираат надвор од рамката на кадарот, но импликациите ги трпат ликовите во него. Оваа семејна единица без мајка е во потрага по место кај што ќе може да го пушти својот корен, но тешко е со изборот кој го прави Лара да не биде оквалификувано како отпадник и вечно да биде туѓинец, посакувајќи да биде жена, а не екземплар. Верувам дека во нецивилизирани општества нема да биде најнавредливото нешто што ќе го погледнете прашањето на професорот на учениците кој има проблем што Лара се пресоблекува во женската пресоблекувална, што само по себе е некој начин на избегнување на бркање со вили и српови на разбеснетата толпа, но уште еднаш потенцирам тоа би било својствено за нецивилизирани општества. Покрај тоа што Лара мора да се докаже дека е подеднакво добра балерина како незините соученички, надминувајќи ги телесните лимитирања, таа се справува со лепење на постоечките гениталии. Радикалниот епилог кој се исчекува од филмот ќе биде неизбежен и соодветно прикажан, кој ќе го разбуди гледачот доколку го заспие дефицитот на механики кои го туркаат действието напред, што е проблем со голем дел на LGBTQ филмовите. Меѓутоа, овој филм на гледачот му нуди емпатична можност да погледне низ очите на Лара и да согледа со што се соочува во еден обичен ден и дали ќе пукне под притисокот. Во дебитантското долгометражно остварување на Лукас Донт подетално се истражуваат тематски одредници кои се проминентни во неговите кратки филмови, како што е несватеноста на осамениот танчер и пребрзото созревање на тинеџерите во возрастни, мотивиран од новинскиот надпис за момчето кое сакало да стане балерина.
Изборот на Виктор Полстер е сосема соодветен за танцувачкиот дел од улогата, но свесната одлука за емоционалната репресија која ќе води кон епилошката ерупција, знае да биде дистанцирачка за самиот гледач. Освен класичната музика за танцување, скоро и да нема музички делници во кои се врзуваат сцените со емоционален набој, меѓутоа оваа осиромашеност на звук се компензира со максимално искористеното екстерно светло во просториите со големи прозорци и интензивираните бои на херојот на филмот, искусниот кинематограф Франк Ван ден Еден, кој и тривијалното знае да го естетизира, да изгледа невообичаено, како и самата премиса, и умее да го улови и најмалиот маниризам од измачувачкото танцување на Лара. Режисерот во интимните кадри си поигрува со соголувањето на главниот лик, подсетувајќи го гледачот на дискрепанцата од изгледот на главата и останатиот дел на телото, сведочајќи за незавидната позиција во трансформацијата во која е заглавен ликот, но и прикажувајќи го во присуство на соученичките балерини или во подводниот бал на вода во базенот со истите. Филмот е еднонасочна улица во која камерата не се одлепува од главниот лик и допушта многу малку простор за споредните ликови да влезат во кадарот, додека се документира турбулентниот живот на главниот лик, додека отвора прашања за соодносот на полот и родот во модерното општество, каков е нивниот удел во оформувањето на идентитетот и препреките на себе прифаќањето. Филмот може да се носи со Dallas Buyers Club, Danish Girl, A Fantastic Woman и Tangerine, близок е со филмовите на браќата Дарден, но никако со The Skin I Live In и Boys Don't Cry. Учествуваше во категоријата Uncertain Regard на Канскиот фестивал, кај што освои награда Камера d'Or за најдобар деби филм, како и Квир Палмата, а Виктор Полстер ја доби жири наградата за Uncertain Regard категоријата за најдобра изведба. Филмот играше и на Карлови Вари, Торонто, Цирих, Бусан, Љубљана, Солун и Манаки, станувајќи белгиски кандидат за Оскар од неанглиско говорно подрачје, кој не успеа да влезе во финале. Ова е филм за нетрпеливоста на еден тинејџер да ја сочека трансформацијата во жена под постојан притисок на робустниот и исцрпувачки танц. Ако морам да го евалуирам, тогаш Girl од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадне 73-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!